Каде тој син Божи? Мора да е тука. Каде е Исус? Каде Каде може да биде? Каде е Синот Божи? Татко, ако сакаш, отстрани го ова страдание од мене. Но нека биде волјата твоја, не мојата. Моли се колку сакаш, Исусе. Јас ќе победам во мојата војна против Божијата воља. Со смртта на неговиот единствен син. Каде тој син Божи? Каде? Ајде! Мора да е некаде. Каде? Одиме сите. Јуда, зошто си ти тука? И тоа со чуварите од храмот. Добро, а кого барате? Исус од Назарет. И? Кој од нив? Послушај ме, Јуда. Доврши работата која започнавме. Дај им знак. Јуда, собакнеш ли го издаваш синот човечки? Значи ти си тој. Јас сум тој. Нема да дозволиме да те одведат. Што зборува? Врати го мечот од каде го извади. Зарем да не пијам од чашата на страдањето кое ми го даде таткото? Но, Господи, Нема да биде така. Како на разбойник тргнавте со мечеви и со стапови. Додека од ден за ден бев во храмот со вас, не кренавте рака на мене. Но ова е вашиот час, време кога моќта на темнината владее. Чувај го говорот за соснушувањето. води го! Ќе види тој, ќе види. Има да платиш за се! Иван, Марија, што ли ќе биде со мојот син? Спор за сиот свет, за сите времиња. Божиот поживе, супер книга. Осана, пеј, осана, супер книга зборот. Осана, пеј, осана, супер книга зборот. Но никогаш не ми го кажа тоа. Да, ти го кажав, Лука, барем 3 пати, но ти не ме слушаш. Можам да ги вратам записите од разговорите. Гиз, не помагај. Но мамо, Вујко Станко е баш здодевен. Тој ти е Вујко? Дојде не само на една ноќ и тој се радува многу на заедничката вечера. Мислам дека тоа не е премногу да го направиш. Но вечерва во клубот свират пукнатите панчиња. Тоа е најголем концерт на годината. И ти ќе мораш да го пропуштиш. Ова воопшто не е фер. Не заминувај додека разговарам со тебе, дете! Е, Лука, како си? Ела, нема да веруваш. Секој пат кога ќе испланирам нешто, мајка ми... Лука Квантум, ти и јас овој момент ќе разговараме за твоето однесување. О, супер книгата, не!
си дотерана. Што се случува? Бидете силни, имајте храброст, не плашете се и не паничете. Кој го кажа тоа? Пушти се, мамо, тоа е супер книгата. Не враќа назад во времето. Зашто зборуваш ти? Звучиш како тоа и претходното си го правил? Секако, секогаш кога супер книгата сака да ни покаже нешто, ние тргнуваме. Но секогаш безбедно се враќаме дома. Освен тоа, нема зашто да се плашите. Се додека сум тука ќе ве заштитам. Врати се! Те предупредувам. Ги спотивко малку, ајде. Каде сме? Ние? Моите сензори покажуваат дека минало нешто повеќе од 30 години од раѓањето на Христос. Локација Ерусалим. Ке ми објасни ли некој што се случува? Го уапси е Исус, Месијата. Не ми се верува дека ова се случува. Знам. Се што Исус правеше беше само учење за љубов. Мислам, не можам да поверувам во ова, дека сум овде. Конечно. Сега сите. Мрднете! Го водиме Исус пред Пилат. Дојдете со мене. Бргу. Ајде побргу. Дојде ваму, дојде ваму. Наваму, мамо. 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 Лука! Каде си? Лука! 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 Кого барате вие? Мојот син. Го изгубив. Исто и јас. Само јас знам каде е мојот. Човекот што го однесо е вашиот син? Исус. Да, јас сум Марија. Но зошто го апсија? Дали си ти кралот еврејски? Го велиш тоа само од себе или другите ти зборувале за мене? Твојот народ и свештениците те доведоа пред мене. Што си направил? Моето кралство не припаѓа на овој свет. Значи ти си крал. Добро велиш, јас сум крал. Затоа се родив и дојдов на овој свет да сведочам за вистината. Секој кој е пријател на вистината го слуша мојот глас. Што е вистината? Камшикувајте го. Ете, видовте ли? Тоа е тоа. Така се случува. Ете, тоа е правда. Сега ќе го Никаде не ја гледа мама. Каде сакаш ти да одиш? Зарем ти не спомна нешто дека ќе не заштитиш, а? Апсолутно. Само мислам дека би било подобро тоа да го направам на некое друго место. Ајде, изнесете го надвор. Да живее! Кралот еврејски. Не знаеш ли дека јас имам моќ да те ослободам, а дури можам и да те распнам? Не би имал никаква власт над мене, доколку таа не ти беше дадена од озгора. Изведете го. Народе Ерусалимски,
Еве го, човекот. Вие сакате да го распнам вашиот крал? Не, не! Распнете го! Распнете го! Точно, немаме друг крал! Ве молам, престанете! Мамо, Лука! добро ли си? Што име на луѓево? Невин сум од крвта на овој човек. Тоа е ваша работа. Знаеш, мама не изусти ниту збор. Може би повеќе не ми е лута. Книга што зборува и одведе 2000 години назад преку целиот свет, каде што толпата за малку неа прегази жената. Тоа е малку ново за неа, што мислиш? Да, мислам дека тоа ги менува работите. Во право си, готов сум. Мамо, може да разговараме? Не грижете се, господјо Квантум. Јас ќе внимавам на неа. Мамо, само сакам да кажам, знам дека се ова е чудно, јас... Само... Не грижи се. Супер книгата ќе не одведе од овде. И врати дома. Безбедно. Лука, Марија ќе го изгуби синот. Најлошото што може да й се случи на мајка. Јас нема да ја оставам. Но, мамо, тоа не го... Но исто вака се однесуваш и дома, Лука. Зошто се грижиш само за себе и за никој друг? Мамо, јас... Иван, мораме нешто да направиме. Нема што да се направи. Исус го знаеше ова и се обиде да ни го објасни. Не го сватив тоа се до денес. Мораме да одиме. Почна. Како знае? Таа му е мајка. Иван? Конечно те најдов. Ова е Марија Магдалена и таа е пријателка на Исус. Каде е мојот син? Го одведоа на Голгота. Мораме да побрзаме.
Пилат нареди овој надпис овде да се стави за сите да може да го видат. Што пишува на надписот? Пишува на еврејски, грчки и латински. Исус од Назарет, кралот на евреите. Татко, прости, тие не знаат што прават. Не. Не. Жено, евети го синот. Иван, евети ја мајката. Од денес па натаму ќе се грижам за неа како да е моја мајка. Јас сум жеден. Дајте му вода. Имаме малку оцет. Сега е готово. Овој човек навистина беше синот Божји. Тука сме веќе 3 дена. Зошто супер книгата не врати дома? Може би постои нешто друго што супер книгата сака да го видиме. Иван, го видов. Жив е. Жив? Што зборуваш? Како е тоа можно? Останете овде. Всушност, што точно виде? Не можев да спијам и отидов до гробот. Жено, зошто плачеш? Го однесоа мојот Господ и не знам каде го ставија. Зошто плачеш? Кого бараш? Ако ти си го однел, кажи ми каде. И јас него ќе го земам. Марија. Исусе! Не ме задржувај, бидејќи се уште не сум отишол кај мојот татко. Сега оди кај браќата мои и кажи им: одам пред мојот татко и вашиот татко, пред мојот Бог и вашиот Бог. Оди и кажи им на моите браќа да одат во Галилеја. Таму тие ќе ме видат. Марија! Марија! Исус воскресна!
Гробот е празен. Со години ја слушавме неговата порака, а сега ја гледаме. Бог толку го сакаше светот што го даде својот единствен син за секој кој верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Сега јас разбирам. Ти благодарам на твојата добрина, мила. Бог нека те благослови, чувај тебе и твојот син. Чувај ја својата мајка. Ке ја чувам. Мораме да ги најдеме другите. Да, кажете им што видовме. Друштво, мислам дека е време да одиме. Охо, дома сме. Но Дојдовме токму во оној момент кога мајка ти кажа... Не заминувај додека разговарам со тебе, дете. Лука Квантум, Лука, мислам дека твојата мајка на ништо не се сеќава. ти и јас во овој момент ќе разговараме за твоето однесување. мамо, жал ми е. Погрешив. Молам? Претерав, мамо. Знам колку се трудиш за мене, но често пати се однесувам како да не знам. Дури неодамна почнав да сваќам што на вистина е важно. Затоа, ако сакаш да останам со тебе, со тато и со Војко Станко, тоа е кул. Мислам, тоа е најмалку што можам да сторам. Па, тоа е добро. Во ред, одам да ја напишам домашната со Ела, но ветувам дека ќе дојдам на време за вечера. Се прашувам сега на што се должи оваа промена?